Нова епизода на подкаст Основно сомнение со мене Јанаки Митровски. Цениме домашни производи на овој подкаст и алтернативни стилови, затоа што за жал е водени од моите деца кои што се веќе речиси полнолетни, тоест керка ми речиси полнолетна, многу слабо се промовира и слуша особено македонска алтернативна музика. Велиме добро вечер за Тони Зен или знаеш дека презимето не ти го знам? Петковски. Тони Петковски. Тони Зен Петковски. Тони Зен Петковски, многу попознат како Тони Зен, како си? Добре, одлично. Долгогодишна кариера, дводеценијска и повеќе од дводеценијска, не е тоа малку старевме што ќе се рече? Да. Ти си прослави сега? Да, си прославив, требаше да биде нели јубилеј 10-ка, 20-ка, 30-ка, ја на 20 лани нели направивме концерт со Сладкаристика 11 октомври у Борис Трајковски. Оставив тоа да биде концерт за да си прославам оваа година 27 година. Од прв издаден албум зборам, значи не рачунам претходно 5-6 години натака навака пуштање музики, снимање демо снимки. Да, пушташ и музика, ти помнам. Јас сум почнал буквално од 2001 да нели нешто правиме со диџеј, со K105, со чваре, па да се наоѓаме по кафичи, локални места кај што се препознаваме низ хип-хопот конкретно. 2005 ти е првиот албум. 2005 е првиот албум, стиховна агенда под нели урбана димензија, ја Чваре и Мишо како група и јас од тогаш рачунам уствари. Да речеме, нели официјално сум почнал нешто да се регистрирам некаде мима како Тони Зен автор. Веќе у комерцијалниот свет влагаме, не сме веќе бутлек, не сме веќе underground. И почнува од таму приказка за оваа година 27 година, новиот албум кој што излезе, сега издадов 2 винили, еден е од изворот на изборот, тој е 2019 албум кој е на винил сега заедно со овој новиот кој се вика 27, баш ради тие игра на бројки, и иде со 2 стихозбирки тоа како еден премиум сет. 27 е 20 година, 7 е 7-ми албум и 21-7 ми е роден ден. Добро комбо. Има со бројките нешто, има да си направам, знаеш, не е нешто сако, ама пак само кога ќе се нешто намести, не треба да се форсира, туку само да се тоа се препуштиме на нештото и да си го пласираме. И кога дете сигурно си ја следел еволуцијата на самиот хип-хоп, меѓутоа ги изживеа ли хип-хопот своите златни години? Затоа што сега, ако кажеш хип-хоп, не зборам за тебе, зборам не, апсолутно се, да, те разбирам. Веројатно првата асоциација е мамбл рап, или е, не знам, трап, или е туп-туп-тап, три збора се сложувам и 3 пати рефренот, и 6 пати рефренот. Да, е сето тоа ефтино спакувано и кечи, певливо. Па, знаеш, има еволуцијата и тоа еволуцијата со тоа што мене лично не ми се допаѓа кога го младите, у светот збора, младите артисти, ја сум се искомерцијализирал, меѓутоа не сум скокнал од хип-хопот, не сум ја заборавил културата, не сум ги заборавил почетоците, кои биле главните, кои се елементите, дека не треба ти само да бидеш, да речеме, нели, како појава да продаваш имидж на рапер со купена веќе спремна гардероба, нели? Так. Или движења кои што се веќе налек имитација од нештото, меѓутоа си останува културата се уште, се работа кој ќе ја испочитува и ќе се ја колку толку некако, нели, промовира. Мене не ми се допаѓа тоа што многу млади артисти, светски поготоа и некако ја као да не се битни стариви, дури ги вреѓаат, знаеш. Па сега стариве почна да им враќаат, ама да им враќаат со став. И многу, ја мислам, ги следам и едневе и другиве, и многу од повозрастните, да не викам старите, од повозрастните, кои што се од мене постари 10 години, уште создаваат... Не речи старите бев на Вутанг у Виена. Уште прават концерти, уште прават турнеи, уште снимаат албуми и сега дури се пак у некоја златна ера, по моје мислење, златна ера, кај што еве годинава, или лани да изброиме, да извадиме од Google, не мора сега на памет, да видиш колку има од таа златна ера, пак активирано и колку имаат издадено албуми, колку поише продаваат, дури се многу по-комерцијални од овие што пробуваат сега да се, знаеш, мејнстрим, пошто овие продаваат само имидж. И ниф им е тоа, јас сум, нели, рокстар, дури не се нарекуваат ни MC, значи нема... Јасно. Ние еден елемент не постои. Ние од тука како балканци многу повеќе ги третираме тие елементи, нели, како нешто вредно
и ги знаеме на памет, отколку Стај тие сами што се имидж, облека. како тие што се у Америка. Така, да. Младите да ги прашаш. Они се баш рокстар, убаво го кажа, Рокстар, да, значи рокстар. тој да. јас сум рокстар и правам, денеска сум облечен рокерски, утре металски, утре овој правам, не знам, трап, дрил. Machine Што е- Gun Kelly. Тоа е тоа. И полоши. И полоши, да. Имаат они нешто, имаат вештина, знаат, пошто се е многу лесно да си вешт, пошто целата идеја е тоа да ископираш нешто и да го пренесеш. Нели лесно е да научиме брзо зборка и да ја Јасно, кажеме. јасно. Меѓутоа има момент на духот или на душата на Ама и умреа времењата самата на култура. 6 минути трака, на 3 строфи. 5 минути трака. Ја и ден да. денес имам се уште на албум сега 2 строфи по 16 бара, Така, 3 строфи така, кај да. што ми викаат абе ова мене ми е кеф уште да го правам тоа. Ја ќе направам. Минута и пол, денес трака минута и пол. Што е минута и пол? Откој што знаеш она 6 пати рефренот го повтора и кечи си имаат по 20. Кеч има, меѓутоа мене уште ми е строфата да има Јасно. зборење доста и можеби и да е досадно и да не го слушат, мене ако ми е кеф јас ќе си го направам. Пошто пак јас се придржам, сакам да се придржам до тоа од што сум учел и што сум растен. Некои од пак ќе кажам, новите генерации, младите уопште у светот гајле име и си прават тоа што прават и го следат алгоритмот, што е многу важно. Тоа не го кажавме. Да, прав си. Со Урбана Димензија извадивте еден албум? Еден албум И спот имаше еден. и Фанатик спотот Фанатик, да. Кој го чуво првенче ето, чуво дело е, не знам се дали е баш првенче. Види, ние тогаш снимавме, идевме ја и Мишо од аеродромот Ново Лисиче, тука се наоѓаме кај мене на клупа и тргаме по патот на кај Кисел вода, кај Скипи тогаш, Скипи бит, кај него снимавме тогаш и он се оформи дома, кај него сова. Дома имаш. А предходно имавме неколку траки снимено кои што беа и тие на албумот, кај Нено Брус, мал голем човек беше Така, тогаш, мал има голем човек, група, екипа Ефтина вредина. со Тонио Сан беа од дружба, Джака, сме се среќавале. Криминал, да. Сме се среќавале, сме се така, нели, гледале, можда не сме имале дружба и да се дружиме како екипа, ама сме се среќавале, тоа било, нели. Неколку екипи гледање, ускупи, екипи да, се, да. овие снимаат, ние снимаме, а па промоција, дојте ни, вака, така. И така некако сме се развивале по тој пат на дома снимање у соба, импровизација, добро, сега Урбана Димензија, стиховна агенда, албумот, благодарение у тоа време на Аго, кој што беше мастерот, Да, мислам, и мастер, уште да. е мастер, нели, мора тоа да се остане како таков. Он доста ми помогна Да, и беше пример за помаливе генерации. и се уште треба да биде пошто во однос на продукција, квалитет, Така, миксинг, да. било Види волја, желба да се помогне. апсолутно. Бил, значи, респект и ден денеска. Респектот е од моја страна за него голем, бидејќи се покажал управо светло, помогнал, ни го измиксал албумот, го стокмил да звучи, да личи. да личи, да звучи и сега да го пуштиш, да звучи добро. Тоа беше 2005-та, издаден, а ние почнавме 2003-та. Да Да функционира. снимаме. Да, и као ќе се викаме, нели, тие дружби мало седиме, ладно, топло, со рацете у джеп и цело време мислиш на тоа како да се викаме, што да снимаме, тоа било. Кој сум јас е веројатно хитот кој што сега преку кој те препознава пошироката публика со тоа што сме го правеле Моветов комерцијалната, па и не во наводници, комерцијалната верзија за која што има и спот, не е фактички оригиналната верзија, ама еве сад ти ми Не, велиш не. дека и таа ја што сум ја слушал можда не е тогаш било, да, оригиналната удрило, пошто види, таа беше многу квалитетна трака и ја имам пуштено на неколку луѓе у тоа време и во клуб и 2005-та трендо на оннет ја имаше закачено. Можно е. Ја од таму ја знам. Можно е, таа да, и беше доста квалитетна, Така, пошто да. беше снимано И по хардкор во беше, професионално многу по хардкор студио, тоа што излезе. рап трака, комерцијален саунд, баш као со спотот после беше Да, да, ултра, нели, мејнстрим. Пошто имаш Со све што легендарната сакаш, јакна. све што сака на Чвара јакна да ја поздравиме. Има све и Чваре беше Чваре и Рила, таму така, екипа се беа собрани. И снимана е 2002 или трета снимана е кај JJ во студио кога ние се запознаваме тоа време Така. и он вика дај нешто да направиме, а и он ми отвара Јован врата. Иванов зборува? Кај Јован Иванов ми отвара врата, студио или простор за можеме да се промовирам, кај што после него му се свигаше. Тоа продолживме соработки, па еден настап, друг настап ради таа една песна, после вклучувајќи и Скопје мој град како Да. мини
химна да мене веќе ме препознаваат у мејнстримот и ја веќе од некој нели као андерграунд идам у на секаде. Исто се шитнали условно речено. Не ме разбере погрешно, Не, сме говорили од го аспект разбирам на не знам терминот. хардкор рапер. Апсолутно. Тоа е правиот збор, шиткање. Да. Меѓутоа, има шиткање, има и продавање. Ајде елаборирај. Знаеш, продавање кога си го јас пакувам производот како што сакам, си го правам албумот, си ја правам, си терам кариерата и си ја продавам, си ја пласирам и се уште сум јас на пазарот. И ден денес. Так. Ден денес сум ја Тони Зен од Јасно. Да, и ден денес ја ќе ти зборам за хип-хоп културата, Јасно, за Аго, за Легија, за Задаголот, за Сладкар, за сите. И ден денес ќе бидам хип-хоп. Што и да е. Шиткање кога нешто ќе земе продукцијата, ќе те измачка, направи по неизино и те шитка, ти губиш идентитетот скроз кој си бил, У Америка што им седиш. да речеме. Mobb Deep. Кај нас не може, Mobb мислам, Deep. може да се деси кај нас, Малку се деша, повеќе. меѓутоа нема Не, до пазарот толку, нема толку, да, пазарот, да, не да. може ти да исаво и се, нели, како беше, се продаде на ѓаволот, не знам, глупост. Така да, ние работиме за да нешто се случи со нас, да се промениме и да работиме, да продаеме нешто, дали е тоа муабет, дали е бит, стил, или понашање, не знам, јас све нудам. Не е само кај мене, имам и песна, не знам, повеќе од рапер си вика, да речем, метафорички, пошто ја не сум само рапер, не сум само MC, или не сум само DJ. Ја буквално сакам да бидам човек кој што нешто нуди од љубов и на пазарот и вон пазарот. Дурам и хип-хопот кај нас многу се смени. Нема сега како порано у Баракуда што сте правеле фристайл бател и И има каде бе? многу, Лично сум знаеш, видел. многу ретко, пошто многу други работи го зазимаат просторот и многу други работи се Ја интересни кај фристайл луѓето. бател не сум видел добри 10 Имаше едно години, време, но да, имаше на парк правеа едно време, имаше парк и школка бетлови накви официјални со видеа, со рунди, со имаше и доста од таму излегоа MC-а, кои рапери и понатака валја некои продолжија, некои не, меѓутоа имаше, не дека нема, има види хип-хоп културата не може. И дисови послабо има сам многу Слабо послабо. има, Да мели вие го фативте тоа време и не знам, Да. ти со РНС против тебе, да. не знам, Но- па спот тој. Она класичен И хип-хоп. сега може да има, ама да е Посуптилно. суптилно и Покултурно. пак покултурно, да. Види, јас сакам да имам, меѓутоа сега е време да речеме на помладите поише они да го негуваат отколку ние као повозрастни, не знам, мислам не е лоши возрастните, меѓутоа не. Нема се и не би ни личало, Не ја мислам, личи, да, не се личи. на 40 и кусур Не години личи, да. сакам да кажам, не личи со тоа што ја у старт, ја за себе зборам у старт, одма би се цензурирал да влезам сега со некој, одма ќе ја ќе си ставам кошница. Ја не сум родител, толку отворен да речам сега и да почнеме, нели. Порано можда не. Иако пак и тогаш сум бил фин или културен, пошто мене ми е таков наравот, како се вика, не знам. Нели? Така, да. Таков ми е патот кај што ја пак MC-то, раперот, бизнисменот, работникот што ќе си отиде, ќе останам ја, човекот Така, да. сакам да остане кај мене, од секогаш ми било тоа главна цел. И за тоа викам има разлика шитнат, има разлика продаден. На крај ствари едното исто е таа шитна, не? Само јас сега сигурно нели Да, нели си го филувам да ми филуем, биде да. абе добро. Поприфатливо. не. Како Така доаѓа до соработа со Сладкар, се знаете од Новолизича, аеродромот деца. Од деца се знаеме буквално мислам трзнавме одма на прва, пошто знаеш, таа релација ни беше Таа е хит песна, пи прва класа, таа е хит да, песна, таа хит пичка прва и класа. да, и тоа беше Фенси, ама хит, добра, квалитетна. Битот да. е, Диско јас трака, го прва правев лига. дома, Твој е битот? мој битот, Да. хип-хоп е битот, баш 90s има некој саунд. Прва ама лига, 90s, диско тракица. Со, да, за може се Ден пушта. денес е хит. Да, да може Ден се денес е пушта хит. било каде, мислам, мене ми било целта да правам, да снимам од порано беше нели у албум 18 песни у албум. Да, Сега е да, со да, 5-6 Осум, албум, 8 максимум. песни. Имам и такви албуми со 8 песни, пошто не се замараат веќе луѓето многу. Ја у албумот 18 песни, 20 песни, 22 по тие селектирај. Сум викал една да ми биде од 18 песни хит, а мене ми Среќен биле сум, по да. 2 по 3, јас сум веќе Тој сега. сум успел. Ке имам и други што ќе бидат за нели за раперите, нели си го задржам као раперското.
Своевремено. И 2-3 да имам као нели да пркнат, зашто да не, се ако Да. правиме нешто, јас сум избрал така, не ме натерал никој. Своевремено Ниту периодот 2009-та, 10-та, дока 2013-та, 14-та, ептен Ептен актуелни. бевме, да. Ептен актуелни, као на им се сите допаднавме страни. на сите. Да. Имавме од страна на нели луѓе кои што нормално е да не ме сакаат. Да, па и Нормално види и е. да претендираш сите да те сакаат и тоа не е во ред. Ја никогаш не сум сакал да бидеме ние миленици, знаеш, као Не, меѓутоа бевте супер барани, супер актуелни и може би види јас со еден исто хип-хопер тука што на пример да речеме, еве не се шитнал, он па знаеш на каков став е, вика и на таков тип на луѓе што отишли у комерцијално сум им благодарен затоа што па и хип-хопот го промовирале пред многу поширока публика од тоа што ние сме го промовирале. Да, и тоа ми беше исто целта, да се промовира буквално на места кај што можеби другите не може да го или нема да го промовираат ради тоа што имаат став, да речеме. Јас сум направил компромис свесно дека Така, да, може компромис се прави од збор, да. ќе скокнам од ставот, ќе се шитнам, меѓутоа шиткајки се, ќе им го пренесам сето она знаење што го имам и го носам со себе научено од старата школа или од хип-хоп културата, како и да е, без да заборавам кој сум и од кај сум дошол. И викам, ова ми е целта. И одам да ја остварувам целта и ден денес се остварува, се реализира. Тоа не носи да еве 5 години сте турбо актуелни, може и повеќе, ти ќе ме поправиш. После едно време како да исчезна, ти зборам лично како да те снема, па дури и ако мислам дека на интервјуте те видов дека се жалеше на цензура, дека тоа поради некој спот, поради некоја тракица едно време и те снема Имаше година, такви 2-3 моменти, те не ме снема. поише, види, Или повеќе. ме снема точно од мејнстримот, од медиумите, пошто јас исто така избрав, не ми се допаѓаше цел тој амбиент, таа некој нов бранд, некој дојде нов бранд на хип-хоп, се роди трап, Да, баш. се роди измеѓу трап други гранки кои што беа ја пуштав музика, не дека ме немаше, пуштав музика, меѓутоа не можев да го сварам тој некој нов правец. Види, јас сум растен со, да речеме, East Coast, нели, East Coast, West Coast, така. Тој dirty sound, звук кој што никогаш мене не ме допирал или не сум го практикувал да го слушам и пуштам, почна да владее. Тој прераснал у трап, па прераснал у дрил, па не знам, некој EDM траки кои што во нив има рецитирање, па тоа стана хит. Ја не се најдов у тоа. Јас си направив бенд, се викаше Флека и се уште постоиме и се свртев, се вратив на изворот, на корените, снимивме со Нино микроскопски организам, албум за Кейв, без да ја нешто бркам. Некакви стандарди, претходно албумите со Бертан и Мерт кога дружевме, кога снимавме, со JJ кога снимавме, биле ултракомерцијални, пошто бил пристапот и намерата таква. Така, да. Меѓутоа сега ми дојде нешто да чекај малце, да не заборавам кој сум, да си го малце направам ја кејфот и не дека ме немаше баш ради таа причина што сакав да си го негувам тој звук. Па после излезе од изворот на изборот 2019-та. Добри 4-3 Па дете ми се роди, да, па короната, и кога ќе видиш прошло време, имала црна дупка, за сега сум вратен и многу помотивиран од било кога и многу позрел. Ја секогаш викам, после секој албум не знам што ќе биде понатака. Суканиците која година ги мавна? Суканиците се 2000... Која ги исачи? Од 2003 до 2006. Така. Предходно, нели, пушта за суканици, мораш коса долга. Долга имав репче. Нема се кељаве, наискрено ја мислам дека мене ми се разреши косата од суканици, не знам кој тебе како е. Не, нема врска, ти си... Не, тоа сум убеден, значи... Од суканици не паѓа. Дека се разречува 100%. Ти си густ, ти види каква ти е густа. Не, така ми изгледа да... Не. Диџејуваш ли уште? Диџејуваме, никад не прекина да диџејуваш фактички. Никогаш. Дури кога те немаше како артист, тогаш само диџејуваш. Тогаш настапи ме викаа за настапи. Освен со Флека, освен да е бендовски, не може да настапувам некако. Знаеш, ми се одмили буквално не виновен никој. Јас себе си се некако од себе презаситив. И разбрав дека треба малку да нешто направам со себе. Биди искрено едно време и толку многу ве имаше што и стварно беше за презаситување на секој канал, на секоја радио, на
Така. секоја страна. И неблагодарно ќе биде да Тоа беше веројатно пред JJ да се исели или каде отиде. Тоа е птем беше, значи мислам кога до Survivor. ќе доеме тоа го До Survivor, да, јас бев нонстоп. преактуелен. Да, но И сега сум, меѓутоа сега е пак многу информации, многу влијателни луѓе, многу инфлуенсери, многу политики, многу Така, да. све има и не сум ја толку истакнат. Претходно кога немал социјални И не владеа мрежи, социјалните мрежи тогаш толку, телевизија, слабо, списанија, село, Тони цело Слаткар, време, Тони Слаткар. Така беше, И така беше. другото на страна као окей. И дое момент каде што сакав едноставно да не можам да го просторот окупирам толку, пошто се осетив како не знам, нека на сила све, знаеш, мислам така може. Малку да може и делува, да. Нели као ја да Да, викам, да, ја да. бе ставајте ме, Така, нека така, ме да, има, да. викам чега ма. Добро, тоа е до продукцијата. Завршивме Борис Трајковски мојот концерт 2011-та, Survivor тогаш и после тоа Зима ли Данок таков начин на живот? Тоа што си бил и далеку помлад. Значи нонстоп по клубови. Секако не и ден мислам има. Данокот е си знаеме, ние музичарите си знаеме данокот кој е од болки во телото до неслушање, тинитус, зуење уши, такви ствари, притисоци. Меѓутоа има начин да се тоа нели регулира. И јас сум избрал да нешто се тргнам од сето тоа, да си се малце посветам на себе. И тоа се случи. И тоа мислам дека треба секој артист да го практикува, да си најде простор малку за себе, да си се запраша кој сум јас, пример, да речем. Не као песната, стварно да се запрашаме. Сега имате проект Street Soul Delight. Street Soul Delight, ја Буги Мартин, да, и ние вака како Секоја стара сабота гарда, стави секоја сабота интермецо, претходно бевме, ние го почнавме у станица 26, тој бранд на хип-хоп да има секоја беше четвртоци беа, мислам дека. И после минус 7 имавме една сезона, две дали беше. Да, па баш ние бевме последната сезона и интермецо задниве 3 години, сега оваа сабота прославивме 3 години Street Soul Delight и интермецо. Браво. Концертот јас си го направив 21 година исто на 28 март интермецо кај што беше предобро, преполно и многу добра музика. И многу добра музика, мора да ги поздравам музичарите, другарите кои што многу добро свират и се потрудивме за овој пат да биде стварно како што треба. Како дојде до идејата, односно до соработката, да земеш учество во Survivor? Се види, Survivor, окей, реалити шоу е, меѓутоа не можеш да го споредиш со типот на задруга, на фарми, на таков тип на... Да. Долни би рекол, значи, ефтина забава, пак е бара скилс, бара... Како дојде до таа соработка? До таа соработка, јава неколку пати исто и сега ќе го кажам, се враќавме од настап, јас Слаткар, ше пар други луѓе со нас у кола и мене ми се јавува Иво Јанковски ми се јави. Они не знаат, јас борам. Да, не, а ние на турнеја тогаш тоа беше после Охрид антички театар, ние ти викам бевме на патот да правиме турнеја и газиме сегде, беше Охрид антички само што заврши, Слаткар претходната година, и планираме турнеја се нели сегде. И ја не пошто нели сакам да си останем тука и да си завршиме настапи букирано сегде. И не, и спуштив и овие се свртеа као почнаа да ме зафркаваат, мислеа дека ме бараат за она шоуто тука кај нас што беше на тоа сум јас, не знам, едни кабини ги чуваат таму, па они нешто имитација на Велики брат или како иде. Ја викам не, викам за Survivor, вакво и прво Слатка одма ми се сврди, вика ти дали си нормален. Добро, тоа е многу поголем. Вика јави му се одма и кажи му идам. Да, и кола беше малце. Филипини беше. Да, мислам супер екзотиката, меѓутоа после некое време екзотиката ми е како завеса што сакам вака да и направам и да се вратам дома, пошто ми е маска. Колку време седеш? Ти колку време остана? Тоа е 35 дена, 32 дена е снимање, 35 дена таму, рачуне со после 2-3 дена рехабилитација, чекаме авион да се вратиме. Вкупно 35 дена Филипини. Се жалеше на нешто, на гастрит, на... Ја без многу имавме проблем со желудникот, пошто стварно не се јаде, не се конзумира толку многу храна за, не знам, да си бидеме комотни у комфорт зона, тука е буквално надвор од зоната на комфорт и се јаде тоа што ќе се добие на награда и тоа што го имаме, нели, дали
преку некоја игра добиено или што ни даваат, да речеме, ако стварно беше немаме награда? ориски ни дадат или брашно и треба да го правиш, нема. Колку беше наградата за победник тоа? Мислам дека наград 50.000 евра беше, да. Кој те беше тогаш? Андреј и ден денес е Survivor лик кој што иде снима по џунгли, по места вакви авантуристички, оне уште у Survivor, да, мислам свака част. И ја влегов прв у финалето и викам, готово, сега утре вечер ќе се гласа, ќе победам, сите као браво царе, таму, ама меѓутоа се сменија после нешка. Мислењата на луѓето, прв пат рекоа, ќе има гласање не на велико вече, туку ќе има после 3 месеци во Белград. И они нешто Да, таа нешто беше, да. Ја мислев дека, знаеш, пошто у таа тензија, у тој момент, некако беа свртени поише кај мене, кон мене, као за да мене да гласат, отколку за него. И пројде време и предпоставам, они што си беа од племето, беа повеќе бројни, плюс Србија поголема од Македонија. Да, јасно, да. Ја добив гласови Црна Гора, нешто, Босна, од кај Македонија, дома, меѓутоа заслужен. Беше баш ли уште? Едно време беше ептен спремен. Бев спремен и таму бев спремен и сега сум спремен. Да, таму уствари најспремен отиде. После си исуши кога отиде, таму беше животна форма веројатно. Животна форма и дури после таму на 14-15 ден имавме мерење прв пат на огледало се видиме. Така. Таму и мислам форма као за такмичење за Јасно, атлета. нема збор, да. Таа диета таму ја пример сега нема шанси да ја можам фастинг него ќе направам 2-3 дена нели на вода, ама таму цел месец на глупост. си на буквално третманот е Милијади калории. Третманот е кој за професионален бодибилдер пред да речеме такмичење, нема вода. Своевремено бидејќи сакам и за тоа да малку да зборнем, имаш го работиш ли брендов уште Омни, спомни за Омни? Да, Омни, да. Ама Ти не- си испоштувал, Па ти да, си меѓу сега првите. го- ама Сега не е ми дуксер излегло црн ги ништо. испакувам, па нема, Мислам, не ми- па пауза, знаеш, дома Не ми излегло, не сум видел. на друго се од дома посветивме и затоа малку брендот го, пошто си бара захтевно е нешто, треба дизајн, треба блузали, дуксерли, што Да и го да си. форсираш, нормално, ба да. Меѓутоа ние нешто друго почнавме да правиме дома. Ни се роди второ дете, дена се роди 3 декември, да, и цела година беше, нели, да се дома средиме, да се реновира. Сега на овој 3 декември ти се роди. 2025-та. Да. Значи нема ни година. 4 месеци месеци, да е живо и здраво. да, Браво. фала. И, знаеш, повеќе околу домата, Така. отколку на нешто да се, пошто, знаеш, си бара и сега еве нова колекција спремна е, треба да се донеси, да се Ама пласира. поновите генерации не знаат дека тоа не е твоето прво знаат. искуство со облекот, Не туку знаат дека ти дека е, држиш да. у ГТЦ Јас горе сум, бутик. Да, имав бутик хип-хоп, тоа беше баш у златните Баш у времиња, златните времиња, 2007, 8, Така, 9, нешто, 9. 10, 11, траеше. Колку време го држиш? Па 7-8 години. Браво. Да, стажот ми е 9 години, мислам дека имам стаж од таму. Таму. Така не, 8-9 години имам од таму стаж. Да, ја тој го памтам тој бутик од горе, Да. ГТЦ, најгоре Горе мислам. беше у пасажот кај журнал Кафичот Баш што така, беше да, на времето. да. Види, мене трговијата, тоест мене трговијата. Трговијата у семејство кај мене ми е позната, не ми е прв пат да се занимавам со облека, закачалки, пакувај, гледај, допирај. Тоа ми е од дете, пошто мајка ми била у трговијата, работела и како продавачка, била шефица, имала нејзина, сме имале бутик. Так. И така да тоа ми е многу познато околу тој бизнис. Да дое момент да имаме дуќан, нели, пак да биде хип-хоп гардероба, да има една Кај се после носеше пауза. Тогаш, ама сега го прави таа. Тогаш кај се увезуваш? Од Турција се доносеше повеќето и од Америка нарачување парчиња, меѓутоа тие биле ексклузивни кои што не сум можеле да нарачам Многу 500, квантитет, можам така. да нарачам 100, да речеме. Капче, мајца, нешто бермуда, она за имидж. Да, и за тоа време прилично скапо. А имаше два бренда у Турција и ред други облеки парчиња, ама на големо не можете да ги не се Јасно е. купуваат. Пошто цел пазар е таму, нели Азија, Турција, Така, све така. таму иде. Облеки кои што нивни брендови кои што беа и ден денес сите луѓе што ги купиле ги носат и не им мрнале као Time is Money, као пислик, тие се Кој Ендуан? Коендуан, да речеме. И то Ендуан ден денес имам дуксери што стварно не Ендуан е на истиот ранг со овие, пошто не знаев, ја викам, абе сак, Time is Money, Пислик, Истанбул, кој кидета, нема, и идење таму у фабриката сме иделе, сме шетале со мајка ми, па и сам сум идел. Крај него.
Нема туку. Значи, сериозно, вака, значи, го мериш со Рока Уеар или, не знам, Шон Джон или Ендуан, тоа е, пошто и овие прават за нив, ме разбираш? Така, и да. се овие си рекле, ќе си правиме ние наше, принтот е тој квалитетен, имаш каков сакаш вид на принт. А овој другиот ти го продава поскапо бидејќи името го продава и тоа е тоа. Се живее ли од хип-хоп? Еве, или можеш ли компарација да направиш сега и тогаш, 2009-та? Да, се живее. Ако си шитнат, се живее. Да се вратиме на продавањето. Ако си шитнат, се живее. Ако не си шитнат, нема да живееш. Да, Буквално, реално, да, да, отворен. буквално ќе фаќаш чат. За по било некој кој настап. било кој артист у светот, не само за мене. А ако си отворен и ако сакаш да Избориме за комбо да настапуваш, да диџејуваш, све да правиш. Така. Јас сум избрал све да правам. Има и најандерграунд артист да е, може скупо да си наплатат, разбираш? И зимаат многу. Да, знам, да. Поготово у светот, они живеат од тоа. Да, Он продава на настапот мрч многу повеќе колку ние цела година што ќе направиме од Така. еден настап. И са ние андерграундот, секој сака да продава, секој сака да има, секој сака да живее. Прилика тоа да го видам затоа што супругата моја е, ја сум се шлепал со нејза неоден, сум слушал хип-хоп све во ред, меѓутоа тоа е по хардкор панк субкултура, а супругата пошто израста со хип-хоп и сета не знам која е комерцијална фора, знаеш, она последна турнеја, ама вака кога што ги видов стварно веќе не секунди на Вутанг, стварно изгледа ќе им бидат последна година. Не, види сите тоа сега го мислам, тоа е супер практика за да се форица, доаѓаат да да. ги заработат најубавите пари у Европа, американците, пошто веќе у Америка Толку е. не може, да, ако не си актуелен ти нема, ама у Европа они нив им почнува тек сега. Имаше не и се продаваше многу мерчендайз на самиот концерт. Концертот беше солиден, ама знаеш како се веќе на шкрги, они се веќе некои од нив се на кај 6 години скоро. И не се замараат многу, двајца тројца може од нив да Метод, син му на ODB, Райклон, Метод Мен, ја ги следам нешто, буквално, мислам, они се мислам икони, нема тука нема збор, Пун беше концертот беше. меѓутоа доаѓа нова генерација, нов бранд кој што Mumble rap. Да речеме и да не е mumble rap, да нешто друго кој што веќе публиката бара, поготоа на фестивали големи кај што овие во Америка ги прават и собираат, пример не знам гледајќи го Method Man со Redman или Wu-Tang кој беа тоаш речева ми е последно да се појавам нова, пошто има огромна дупка генерацијска, викам, дечки вие нас не разбирате. Така е. И они си бараат пазар кај што ќе бидат разбрани. Они така играат. И сега, знаеш, доа или Баста Раймс излага, им вика да станат овие седат дремат, чекаат Майли Сайрус, знаеш, пример. Да. Или сакам да кажам, и играта е таква да они веќе сега си го бараат. Дора види и до годините, извини што те прекинам, зашто Вутанг ги гледав 2007 на Exit и тоаш парче направи. Ја мислам настапот беше многу експлозивен, со многу интеракција со публиката. Све за разлика од например Snoop Dogg беше истата година и за мене беше многу непрофесионален настап, прво каснеше 2 сати. Овие беа у 12, за кажем 12:05 почна наступ, буквално почна у 2 сат попомек. Не е во ред. Затоа он е Snoop Dogg, вие се Wu-Tang, не? Така, така. И сега не знам, имаше некоја тракица 7 пати што враќаше. Никој, цела публика не ја знаеше, не пејте, врати пак. Така некој воопшто не ми се допадна. Ема се отворил многу и се изгубил малци. Да. Ајде да привршуваме со огромниот дуо концерт кој го имавте со Статкар на 11 октомври 2025 година. Значи преполно беше, керка ми беше на. Да, па се успеа ли нели дека дојдеше позади кога ама ништо да ти кажам тоа и гужва беше, меѓутоа колку 8-9 луѓе. Толку. Па бројката сега не знам, прејака види, ние го направивме тој прв бран, кршење мраз да македонци направат веќе пуна сала да јасно, има карти да биде супер шоу. Претходно пак имаше нека дупка као страф, можеме, не можеме, мене ми беше така, знаеш, имали, нема да имаме, се охрабривме заедно и продукцијава тука си го направи своето реално, пошто таков голем концерт, голем. И реално беа презвалуни сите, само суперлативи слушав. Одлично, ја и Слаткар првото нешто што беше која излеговме, која вака
кога слушнавме колку публика и сега вака се ежам као се стемни светло, сите уклучени телефони вриштат и ја само се гледаме и викам. И А тоа е претходно малку бевме скептици. И тоа е малку различно од пред 15 години со телефоните. Различно, многу се јадат за фрканци као нели порано упаљачи, Да, нели? упаљачи, да. Сега палете ајде се, телефоните са звездано небо е многу полесно отколку со упаљачи. да. Порано беше со Ке се упаљачи. запали. Мислам, не само потешко, туку и нема секој упаљач. Сега има Види, секој едно, телефон. сега има прилика ми се појави, сме го хейтале, ние што сме иделе по алтернативна музика као JJ може ти бил вака таргет као за хейт, ама едно нешто кажа сега што А да го слушав, да, се што кажа го- за бизнисот, за картите, за тоа Да, ама не, види- Оно секогаш бил таков, јас сум го ценил, ама види, баш ради тие не за причини. бизнис страната ја разбирам. Освестување на македонецот. Значи не може ти да јас тоа сигурно сум го зборал и обавезно еве и сега тоа ќе повлече многу хейт коментари. Абе најголемиот селјак да ми извиниш да дојде од северниот сосед, преполно ќе биде 2000 денари карта, не им е скапо кај нас, ќе дојде артист што онака пробува да функционира тука. Скабил не вложувале во спотови, што е делумно точно. Ма како да вложи од кога нема е така да се. се Јас за тоа сум тргнал на И баш патот. Јован Јованов го видов, вика, ние вика еве за концертов онлайн ги продаваме картите. Значи ја вика данок не можам да сокријам. Секој лупа влага вика, а доаѓаат ни плаќаат данок, ни бутур, денар нема за државата и пак се дичиме на туѓото некако. Не знам, тоа мене ми е многу синдром на самоуништување или е на Да, македонецот. како и за сите работи што постои, меѓутоа јас сум, не знам како ќе звучи, ама сум оптимист, од секој сум бил, знаеш. Ако сами не преземе одговорност да действуваме, јас за тоа сум влегол и сум отишол на патот да се шитнам, нели, или продадам, за да ја најдоброто од себе убаво и како што знам го пренесам и да го мотивирам секој еден македонец дека нешто може да се направи, да се деси, да биде големо. Мене тоа ми било целта, на страна MC, рапер, DJ, култура, супер. Меѓутоа, ако сакаме нешто да смениме и да издигнеме, пожелно е понекогаш да се направи и да речеме, не знам, некаква отстапка или некаков компромис за добробит да е. Ја тоа сум го направил, JJ го направил исто, он е многу у однос на тоа да се крене македонското како нашето, било секојаш Своевремено беше хиперпродуктивен. Поддршка, он точно се не навлагам ништо, тоа се секој си има свое мислење, меѓутоа он доста ни помогнал, ни отворил врати, концерти, дискотеки, газди, менаџери. Види условно речено ве направи се да не бидам не направи да бидеме ние своји, значи Сладкар Тони ти вие бидете рапери, а не ви терам вие ништо друго, значи не терам он него. Ова имаш вака, имаш така. Ова ќе ти направи вака, ова така. Избери, никој не терал ние да нешто. Суперпродуктивен беше едно време. Сега гледам камбек не го прават, не да, ја ќе гостувам на концертот на 6 јуни, они ќе имаат со Елвир пак концерт на прават у Борис Трајговски, као стара гарда они. И Елвир Мекиш пре ова ептен ме враќаш ритурен. Ама види, многу луѓе се враќаат пошто имале убави сепак. Чим се враќаат на нешто са, има и луѓе што нели хейтаат, не им се свија, меѓутоа во ред и тоа. Меѓутоа окей, све окей. Има и луѓе кои што им се враќаат убави спомени, знаеш, тоа е многу важно. Ми текнува на времето, значи, чим на 10.000 луѓе им било, нели, убаво да доаат. Убаво, значи, зашто да не направиме нешто пак. Ајде да завршиме со кои ти се следни планови. Ајде ова ни кажа ќе гостуваш кај Елвир и кај тоа е пак као гостин спотче некој со Огнен или со некој друг ќе снима дали. Да го поздравиме со Огнен. Он една страна, он друг. Се е по планот. Огнен исто, он е како да кажам, Огнен е, не знам, underrated. Не underrated, него е драгоцен, богатство, диамантен, нешто треба го чуваме. Не, треба, ама и он поише треба да се, ја стално го карам. Супер е, да, сме се дружеле, сме се гледале све, кога ќе земеме да работиме, се сакаме многу и увек, мислам, тоа е окей да не има па после може не нема па да нема за секојаш кога треба право време и право место да се најдеме да сработиме. Ми сме снимале доста и сме се дружиле. Спомна нов спот сте снимале? Снимам, снимав Ики на бич. Вчера со Ики, да, песна за времето се вика, песната доста ќе се допадне сигурно. Па не предпоставам. Ја ги шерам стално си видел сигурно и ова ќе те посебно и ќе излезе, па не знам колку треба, 10 на 15 дена и се снима и уште нова една песна која што не излезена, нема нигде, исто и оваа нема нигде, само на плоча има. Само на плочата на
албумот. прв пат во светот плочи поише се продаваат од CD-ња, бидејќи Нели? CD-то изумира толку. Да. Нема никаде да Јас затоа пуштиш. не направив CD, мислам затоа и затоа што сакам од секој што сум сакал да имам у колекција моја лично издадено плоча. Нема никаде да го пуштиш ни у кола, CD, кај ќе А плоча сега е компјутери пак има. некој не е тренд, туку е убав бран на слушање музика, пошто Поубав звук. плочата како плоча, како објект е поубаво од CD. И дома да нема грамофон, немам, мисли тој како украс, да речеме. Или тој нема грамофон како украс, може утре купи слуша, купи си други стајги како декор може да стојат. CD не може. Може, ама нели. Тонизен Петковски, ти Тонизен благодарам Петковски, на... фала ти тебе, Јанаки Митровски. Се гледаме, да.